следите Слободен печат. Ова е првиот подкаст од серијата подкасти кои што ќе го носат името Со Ана на ти. Не случајно е Со Ана на ти, затоа што ќе разговараме, нема да биде класично прашање-одговор, туку ќе разговараме за многу интересни, многу не од тие плитките, туку длабоки теми. Денеска прва моја гостинка на вистина огромно задоволство, затоа што веќе еднаш сум имала како гостинка и ми текна прво на неа затоа што ми оставила толку голем впечаток. Ивана Кнес ја познавате како наша позната дизајнерка и како една жена која што е различна, како една жена која што знае да го носи тоа што го има, која што знае да ги каже своите ставови отворено и да биде горда со она што е една вистинска жена, успешна жена во Македонија. Добар Ме ден. стопи. Ме стопи. Ама па стварно Ти благодарам, многу ми е драго што започнуваш со мене и што ова ќе го започнеме заедно, како приказна. Исто. Навистина го делам мислењето дека е убаво да зборуваме на овие женски теми, денеска ќе зборуваме на женски теми и навистина си една личност со која што сакам да зборувам на тие теми. Ќе започнеме некако ајде хронолошки. Ќе започнеме од тоа каква беше Ивана кога беше дете. Дали беше дете која што сакаше да седи самичко да игра со куклите или сакаше да се меша и сакаше да биде во центарот на вниманието, дали беше дете кое што беше многу карано, дали си имала строги родители? Ајде. Свое главо, тоа би било прво, најважно. Секогаш по свое терав. Многу често тоа значеше дека ќе западнам во некаква неволја, па дури знам дека сум имала како мала фасцинација со вода и мајка ми има раскажувано, значи малтене тазе проодена, шетале поред кеј, вика бе не знам вика како ми се случи тоа, дека само ми ја пушти, река вода, тргна вика у Вардар, вика на цела среќа татко ти рипна, вика. Имало некои моменти кај што од прилика на се суво и само едно единствено баричка и јас сум успевала да си паднам и да се направам муто под главата. Значи тоа го знам за себе, инаку јас се сеќавам дека бев многу своја глава. Некако имав се уште имам потреба, ован сум во хороскоп и се уште имам потреба работите да си ги направам на свој начин, без разлика кои се последиците за жал. Тој е мој начин, нели? Но си имам развиено од дете свој начин за поминување преку болка, поминување преку тага и за свој начин на среќа, што е исто многу важно, поготово за едно дете. На моја среќа јас имав родители кои што ми пружија едно меко детство, прекрасно детство. Тинеџерството почна веќе да биде некој друга димензија на живот, меѓутоа детството го памтам како меко. Баш од 0 до 8 ми е во глава како многу љубов. Многу сум била врзана за нив двајци, за мајка ми и за татко ми. Татко ми е покоен. Знам дека сум растена со преградки. Со страшно многу преградки. Многу сум гушкано дете и прво внуче во фамилија. Не било тоа на ниво на центар свет, бидејќи не сум од не знам какво семејство, ниту не знам како ситуирано, ниту не знам, нели, едноставно едно нормално семејство кое што се трудело на најдобар можен начин да ми го пружи сето тоа што едно дете заслужува да има. Никогаш не сме имале премногу. Јас не сум растана во никакво изобилие, баш напротив. Значи, се сеќавам дека имало периоди каде што моите немале, јас сум имала. Тоа така некако, знаеш, мислам, ова е најинтимно е ќе купат за себе лепи маргарин, а за мене ќе купат некој мало парченце кашкавал или што и да е. Значи, ние сме имали и такви моменти. Моите родители се двајца луѓе кои што се имаат вистински засакано, кои што вистински имаат градено заедно, кои што вистински го имаат поминато животот заедно, без разлика што тоа понатаму отишло во некој поинаков правец, меѓутоа почетоците биле вистински. Немало никаков интерес. И тоа сето има оставено на длабока трага кај мене, како дете, поготово затоа што и растана сум со една моја баба феноменална, покојна веќе, која што секој ден ја споменувам по 5 пати. Имало некои специфични моменти од моето детство. Еве, например, баба ми кога ја споменав, не знам, многу мала сум била, некои 2-3 години, само што сум прозборела. И мајка ми тргнала да ми ги обликува чорапите и јас сум рекла, ајде да ми ги испеглаш.
И она рекла, како пред чорапите ти пеглам, дете, баба ми ги пегла чорапите, да ми ги испеглаш подитно чорапите. И мајка ми рекла, дали си ти дете нормално, као, ајде пако си оди си кај баба ти. Сум си се спакувала. Тато, ајде сега да ме носиш кај баба. И тогаш сум си отишла кај баба, љута, готово, некела мајка ми ги пегла чорапите. Тоа е таа својоглавост. Тоа е на моментот на... Научена сум на улица. Значи, јас бев на улица, јас бев од оние деца кои што играат шмурка, ластик, народна. Организиравме фестивали, правевме торти од кал. Го немавме ова чудовиште кое што ни ги упропасти според мене животите така. Сега. Пак ќе кажам, многу интеракција, многу социјално општество беше тогаш, многу наметнато беше да ти имаш пријатели, да се дружиш, да си на улица, да оној моментот на мамо, 10 денари, така, таму имаш ускора пепел да магаш, нели? Тие моменти. Така пораснав. Да, и тоа го памтам како еден прекрасен период. Значи, емоцијата што јас ја имам кога ќе се сетам на моето детство е чиста љубов. Мирисот ми е зумбул, бидејќи баба ми имаше многу зумбули. Зумбул ми е секогаш ме потсетува, ме носи назад. И тазе печен леп. Значи, тоа ми тазе печен леп, пиперки тазе печени, тоа ми беше мене доручек како дете и тоа ми беше магија, значи магија. Сега понатаму како се нели отида работите си фатија свој правец, животот се менува, не е секогаш ист, меѓутоа детството ми беше меко и питомо. И секогаш со ножиците во рака да јас преправам нешто од тоа што е гардероба по дома. Венченицата на мајка ми многу ми е жал, нема преживеано. Милион панталони и кошули на татко ми немаат преживеано тоа. Се е преработено во тој процес, значи јас тоа сум сметала дека треба да биде поинаку и готово. На принцежите предцртани, нели, не ваков устан ваков. Така. Леле, јас имам многу слични моменти. Јас имам исто така уништувана гардероба на мајка ми и знам дека сите кукли. Значи ќе ми купеа кукла таква убава со долга коса. Ќе ја ишишам. Фломастерите, ќе оферам у разни. Не, кај мене не. Минува все. Не, косата не, ликот не, шминките не. Меѓутоа гардеробата мора да се промени. Не е тоа. И обавезно тука нешто сум спојувала, сум правила мои фустани, мои венченицата на мајка ми имам претворено во елече и во сукња. Во моја глава. Добро, бар ја носеш ли после? Ги носиш тие работи после? Или само што стои како антиквитет. Ќе си пукнам да ме потсетува дека сум будало дете од секогаш. Но например на татко ми работите, што ги касапев, ги носев. Ќе му земев панталони, ќе му украдев на човекот, му крадев панталони буквално, мислам и тоа онака панталони што си ги носи. Фапам ножиците, ќе врзам некој гајтан, ќе облечам некоја хипер оверсайз блуза од озгора, пошто си бев буце и си се криев, памтам од дете, тоа ми е некоја травма, си криев. Имав некои моменти со тоа. И значи нема ќе го подвратам доле, ги носев, мислам ги се кошулите, ќе ги скасапам крагните, ќе ги извадам, ќе превртам манжетни, ќе ги нацртам манжетните. Значи се нешто тука мене нешто не ми си барала креативноста да излезе. И сега спомнав дека си била буца, не можеме да не го спомнеме тој момент. Пошто кога ќе прогуглате Ивана Кнез, ви искаче едно нешто од 100 кг, може малце шлок да ве мамне и за тоа. Ама дефинитивно е нешто кое што е проблем на многу деца, тинејџери. Од кога уствари имаше ли проблем со булинг, со неприфаќање, со покажување на прст? Тоа веројатно доаѓа во оние средношколни. Не, кај мене беше уште од основно. Да, имав една другарка од основно, ја памтам. Имав еден момент ситуација каде што го набуцка цело оделение да се сврти против мене. Значи па завршив на психолог, тогаш на детски психолог. Да, имав сериозни. Мислам, знаеш како, мислам дека малку сеќам после ова ќе биде сериозна драма по интернетов. После ова што ќе го кажам. Мислам дека малку преторуваме денес со сите оние уницев активирања за секој еден булинг и за секој едно погледнување попреку на детето. Се тоа што мене ми се има случајно како дете ми има направено појак човек. Така е. Јас научив сама да се бранам. Јас не одев кај мама и кај тато да плачам дека ми се случило тоа и тоа.
туку сама се бранев. Сигурно ќе се сетиш 100% имало и во твое време, нели, кога бевме во основно. Секогаш имало. Не знам сега како е, немам деца да не Да. во празно да не блебетам. Значи, меѓутоа во мое време, во основно машките деца кои ќе им почнеше онаа фазата на благ пубертет, имаа потреба да ќе те пипкаат, нели, ќе ги пипкаат девојчињата. Значи, и са ќе те набуту ќоши, тоа е прво многу болно и непријатно пошто немаат осет, нели? И јас се сеќавам едно детенце од оделение ме набута во ќоши, ама толку многу ми истиска по гради, значи болката до ден денес ја памтам. Јас отидов и земав стол и му го мамнав од глава. И никогаш повеќе не ме допре со прст. Не му текна, така. И не му текна. Ниту тој отиде да се пожали кај наставничката, ниту јас. Ниту отидовме, раскажавме по дома, него едноставно ние си ги решивме работите. Значи, мислам дека, имам поминато многу булинг. Јас и понатаму имав и врски со злоупотреба и не премногу, нели, сега да не правиме драма од тоа, меѓутоа имало моменти каде што имало злоупотреба и се. Едноставно научив од мало дете, можеби и татко ми изигра улога во сето тоа, бидејќи ми има кажувано, со него го гледав Рамбо додека бев мала, и ми има кажувано дека треба да се браниш, треба да застанеш позади тоа што кое што стоиш. Верувајте ми, малите деца имаат 10 пати поголема интелигенција од нас. И многу поголема перцепција и многу се поперцептивни од нас. И ти кој ќе му кажеш на мало дете, сине застани, брани се, тоа ќе го запамти, тоа ќе застани, ќе се брани. Така е, тие пораки се многу важни. Многу се важни. Што се испраќаат. Кај мене ми има, знам нека огромна улога тоа е изиграно, поготово па ќе кажам од татко ми. Никогаш ми, сум била девојче, никогаш не одел, значи до крајност ќе се расплачам, ќе ме гушне, ќе ме што е сине, нели сине на тато, класика на балкански синдром. Или мајка ми син на мајка. Ама едно дете сум, инаку за жал немам ни брат ни сестра, тоа ми е до ден денес една болка на душава. Тој момент на каде што моите родители, не толку мајка ми беше поповлечена и потивка, сега има земено малку повеќе замав. Меѓутоа татко ми бил тој кој што ми велел на улица си, значи ние бевме сите на улица тогаш, немавме заштита не живеевме во стаклено звоно. На улица си има да застанеш за себе. Има да се бориш за те, има да застанеш и да се поставиш. Така да милион ситуации сум имала, цело како што напоменав, цело оделение не разговараше со мене, си го поминав тоа. Значи се што си има случувано од тој аспект и се што успеало да помине граница, да речам, кај што морало да помине, бидејќи нели цело оделение не разговара со тебе, се вмешуваат психолози, мајка, татко, чуда, врагови. Јас имав еден огромен проблем со моите родители, ние многу се селевме. Значи заради работата на татко ми, и тие селидби беа во многу деликатно време од мојата младост. Значи тоа е мој апел до сите родители, ако можете да им обезбедите на децата фиксна околина, бар некои десетина години, топла препорака, бидејќи тоа селење ти крши пријателства. За дете е страшна работа. Знаеш, таман си почнал, одиш на друго место, па пак таман си почнал, одиш на друго место. И така да ја немам таа среќа да ги имам другарчињата со кои што растев. Останата ми е само братучетка ми, која што ја до ден денес магично ме трпи и ми е БФФ малтане на некој начин. А многу интересно, кога бевме деца, не се дружевме, се задруживме сега, кога сме од кога сме возрастни. Да, нема правила. Нема правила, да. И некако ете тоа им го давам како мој најдобро намерен совет. Како дете што константно се селило и понатаму во животот. Животот го поминав, јас им велам дека ќе напишам еден ден книга и ќе се вика мојот живот во црни вреќи за ѓубре. Бидејќи до толку ми збоктиса во еден момент да се пакува и препакува се на крај све во вреќи за ѓубре, зима вреќите ги излегува. И во Белград живеев неколку години, ни Светов имам живеено, значи баш онака поминав некои работи и баш го поминав во црни вреќи за ѓубре. И некако сето тоа, поготово да речам тоа детскиот момент, моето детство, каде што таман ќе почнеш мора да го скршиш, си и така како изигра улога во мојот живот. Може би да не беа моите родители такви какви што беа, сигурно ќе поминев и во некаков деликвент. Значи 100%. Меѓутоа тоа што тие двајца беа такви какви што беа и што ме држеа на некој начин и што на кој начин, Ивана? Еве може ќе помогнеме на некој. Кој е начинот? Бидејќи многу родители се борат со тоа. Значи дали е љубовен пристапот, дали е со поддршка, дали е со казна, дали е со закани. Како го држиш детето кое што гледаш дека може да ти избега во секој момент од колосекот, правиот пат? Па сега имавме скоро ситуација, за жал, многу немил настан така. Сега имавме на избегано дете од родители. Така. Значи
кој начин го употреби еве твоите први Моите, родители? еве сега ќе ти кажам, јас направив една кардинална глупост, еве мамо јавно ти се извинувам за ова, кога бев дете, пошто си бев буце. Мајка ми само што зела плата, се пак ми ова благо прераскажано. Јас го памтам чинот, ама поголемиот дел ми е прераскажан понатаму. А го памтам чинот, знам што направив. Имаше едни сладоледи 10 денари, сигурно ги памтите, бар моја генерација 40-ка, Снешко. И само што зела женава плата, јас сум си се стационирала у Навчаник, 10 по 10, 10 по 10, мали беа платите тогаш, да се разбереме, многу беа мали платите тогаш. Отишла третина или не знам како од платата за сладоледи. Женава не ме погледна. Јас поголема, татко ми мамна шамар, тоа го памтам. Женава не ме погледна. Тоа гледаше болеше во најмногу. земја и теча солзи. Ме искина. Сега ја памтам болката во лифт, ја памтам сцената. Татко ми стои тука, она стои во ќошот од десна страна, јас стојам како копито со наведната глава. Она седи во ќош и само и течат солзи, се ќе се расплати. Значи, тоа ми беше најголемата болка во мојот живот. И си реков, Ивана, правиш што ќе правиш. Никогаш више да не ја доведеш мајка ти во ситуација во ќош да плаче ради тебе. Ради тебе, да. Тука ме уби. А имам белје направено мал милион. Значи имам избегано од училиште во прводеление. Не во прводеление, во на предшколска возраст. Па кај отиде помалку? Кај другарка ми да си играм со барбеки. Си знаев каде е другарка ми, си отидов да си играм со барбеки. Татко ми отишол да ме земе, учителката бледа. Вика, но не ни рече дека сте дома. Бе, какво дома? Вика, ние на работа. Како пушташ дете? Значи, вртење Крај. помало, ме барале каде све не, на цела среќа на мајка ми текнало со кого има работа. Да. Кај Жаклина, дај ми на телефон, ало, мамо, јас сум кај Жаки, седи таму, сака да татко ти седи. И тогаш се јадев ќутек со каиш. Да. И после, бегав и после, за волја ми нешто во средно, ама имав, например, ја бев многу чудно дете. 5:00, ама што сакаш од мене? 5:00, еве ти 5:00. Ама остеме да. Ама остеме да си терам по моја. Значи од Да. 360, а не истокласната од Орце, еве сега ќе ја поздравам. Знам дека ја не многу да сакам извини на синот, тебе извини јавно вака по стари години. 360 оправдан имав човече. Леле, Мајка ми ме окей. правдаше мене и уште две другарки бевме као џукели на улица. Ама 5:00. Немало шанси да Тоа е дојдам ја тоа е неспремна тоа. на испит, не на испит, на тест, на како му доаѓа. Да. Значи и на факултет 10-ка, со 10-ка дипломирав. Немало теорија ти мене да ме фатиш неспремен. Математика не ми идеше, се мучав ко грешен ѓавол, ама и тоа се снаоѓав. Значи не им оставав простор на професорите да, знаеш, пошто сите професори не му се појаваш, го разбирам, нели е Да, саќе да, бидеш, ај стани да да. одговораш, ајде, нема проблем. Тоа е поставување на своји правила. Точно, Значи, точно. ќе играме, окей, Окей, учествувам, нема проблем. ќе ви дам резултат, Да, ама дајте да. мои правила. И мислам дека кај мене беше револтот затоа што всушност кога завршив основно јас сакав средно уметничко да запишам, татко ми беше експлицитен дека нема шанси. Го натерав да ми потпише документ и да го напише и да ми го потпише, Со подпис. со подпис, дека кога ќе завршам средно кое што они тие ќе ми го дозволат, дека јас ќе одам на уметничка академија. Мртов ладен он мислеше дека тоа мене ќе ми помине, нели си го потпиша. Јас си го здиплив, си го стрнав на страна, кај сакате да одам? Бирај Орце, Јосип Броз како беа, ја реков Орце, окей, имав една другарка Добро. таму беше. Што е условот 5:00? Толку, нема проблем. 5:00 секоја година. Еве, бујро, ама немав книга. Немав поведение никогаш. Се тоа е. Па се добро. Се тоа е. Завршив, му го извадив документот, еве ти викам академија си ја најдов, еве ти стипендија, еве ти ова, сакам таму. И буквално беше така. И Браво. човекот остана дека, добро, окей, ти идеш на академија на која што си одбрала да идеш, Да, значи тоа е да, тоа. да. Че знаев што сакам. Од секогаш сум знаела што сакам. Кога не знам што сакам, молчам. И се повлекувам. Кога не можам да одлучам, поготово еве во животов во што ни се женски моабети, доаѓате од момент на партнери кај што треба да одлучите нели што е и како е. Ако не знам што сакам, не превземам. Тоа е моје правило. Мораш да знаеш, мора тука вака да ти игра, мора да се тресаш однатре и да знаеш дека е тоа. А вака знаеш што бараш од партнер пред да го запознаеш? Или секој партнер си носи своја приказна? Склона си кон идеализирање? Требаше да Добро. ти дадам контакт од
двајца мои бивши со кои што си уште комуницирам. И ќе се ги поздравам, ајде да не ги кажувам си име, да не им кварам моментални врски. Имаш навика така да си остануваш во контакт со нив? Јас Не со сите, страшен веројатно. пријател. Значи, Браво. поготово со мажите со кои што сум во врска, ако не сме пријатели, нема потреба да бидеме во врска. Значи, тоа ми е основно правило. Ако јас не можам тебе да ти кажам апсолутно се што ми лежи на душава, и ако треба да глумам пред тебе, и ако треба да бидам цело време нашминкана и цело време со штиклици, и не знам што, ти не си мој. Така е. Значи, јас Треба си сакам човек како кој сама што со има себе. капацитет да биде со мене и онаква небањата парталава во пижами кој што го мразам цел свет, но и онаа другата Ивана. Значи, Да. и едната и другата да може да ја носи. Сега, конкретно двајца дечки со кои што ги спомнав, јас сепак сметам дека во животот се е тајминг. Не постојат погрешни луѓе во твојот живот, нели? Сите си доаѓаат во на време во кое што не знам, ајде универзумот, некој ќе каже Господ, некој ќе каже универзумот, еве јас ќе кажам универзумот, иако се обидувам да бидам и сум малку прорелигиски настроена, не сум атеист, верувам во некои работи. Сметам дека треба да се верува. Тие двајца луѓе оставија огромен печат во мојот живот на свој начин, без разлика што беа апсолутни деликвенти, исто као и јас на некој начин, нели? Но си го направија своето и на некој нивен магичен начин ме научија што е љубов. Значи, тоа се две врски кои што јас се осврнувам дека ми се имаат случајно. Сега точно знам дека ќе има и трета, точно знам, знаеш, онако, затоа што знам веќе што сакам. Третата ќе е таа. Третата ќе е таа, да. Тоа биди Третата сигурна. ќе е таа. Секогаш И третата секогаш е таа. третата е таа, да. И точно знам дека Да. тој ќе биде човекот со кој што јас ќе бидам поинаква. И за кој што и јас ќе бидам подготвена да се сменам. И за кој што јас ќе бидам подготвена да малку се спуштам. Затоа што ние жените имаме таа навика да, мислам дека сите жени, сега нема да ми замерите, знам, и ќе се сложите со мене. Секогаш го завземаме, мајчинството валјда го прави. Јас. Јас знам како подобро. Јас. Да. Ја на татко ми го имам тоа правено покојно, он буши, јас, абе не ти, чекај сега, ја ќе ти јас, кажам да. како се буши. Да. Еве конкретно едниот дечко, Даниел, мислам, ќе си гледа, не е ни тука, не е во земјава. Се товариме во маркет, за оној гнев неопислив во секој од нас, што не знам од каде е. Тоа е веројатно некоја трансгенерацијска траума, не знам на што да го припишам, кај што ние што си му на него лута, уствари на сама себе си му лута и уствари на цела врска си лута и на се си лута и на светов си лута. И се тоа го манифестираш и више не знаеш како да го манифестираш. И сега ние товариме, пазариме, товариме цел гепек. Јас излегувам од кола, се товарам до степен да ги земам сите кеси. И тој стои од страна и ме гледа. Ај врати ги кеси тук гепек. Да не знам сега да те шутнам овдека, ме вика да те пикнам унутру у гепекот со се кеси. Дали си ти нормална? Што можам. правиш? Да, да. Вика, окей, жено, знаеме дека можеш. Во рете. Тукај ти оди бре. Ај, осте ке сте, губи се горе. Ама, бе, губи се горе. Да. Мислам дека тој момент го засакав за едно повеќе. Затоа што нека тоа ми беше шамарот кој што да, као јас сум. Да. Мислам, пошто јас сум таква, од дете се борам, од дете се залагаме, како што напоменав, нели, цел живот се борам за себе. Да, ма некогаш ти треба некој да ги земе кесите, Ама нели? кога ми ги зема кесите, ми беше многу убаво. Као стварно ми беше многу убаво. Да. Мислам, и сега, знаеш, има една правец, гранка во феминизмот, кој што според мене претера. И не одведе нас жените во сосема погрешен правец. Така и се создаде една сосема погрешна слика за Погрешна жената. слика за Така. жената и се знаеш она Да, ние ако- можеме, меѓутоа Да. зошто се сами? да. Нели? И сега го имаш оној момент кај што мажот треба да мие садови и треба да усисава. Не. Значи мажот треба да биде маж. Ако он треба да мие садови и да усисава, тогаш иди ти дигај колици песок. Така. Мислам така некако Да. ќе му дојде Ќе му као, дојде, да. као реципроцитет. И сега ја не ќам веќе да дигам колички со песок. Стварно не ми е проблем да усисавам и да мијам садови. Така. Ама проблем ќе ми биде ако тој покрај мене не ја дига таа количка, треба да ја дигнам јас. Тука е. Тука се случи, мислам дека тој се скршија работите и сега тоа отиде во една екстрема и сега ние жените, што бе ние жените?
Кои сме ние жените без Прво без сме партнер? создадени за двајца. да функционираме како пар, така Да. е. Не е битно, значи не навлегуваме парот дал ќе биде. Апсолутно, Нели? не. Немаме Значи, предрасуди не- во тоа, меѓутоа во двојка. Еве, јас ќе зборувам за мојот свет, Да, така? да, Значи, мојот да. свет е жена и маж. Така е. И јас тврдам, иако сум сама, тврдам дека е се полесно и не полесно, погрешно почнав, се извинувам, бришеме. Одново, дека се е поубаво кога имаш еден некој покрај тебе. Така е. Па дури кога дента се мразите. Мразењето е поубаво. Значи, некако стравот, една огромна количина на страв, која што мислам дека и системски ни е наметната искрено од политичарите. Не ги сакам воопшто. Мислам дека овие политичари во Македонија уназад 30 години што работат со оваа држава, ни го убија духот на сите нас. И како мажи и како жени. И се наметнаа некој вештачки страв, и сега страв ни е да се дотераме. Што ќе каже другиот. Страв ни е да побараме тоа што го сакаме. Страв ни е да седнеме со партнерот да разговараме. Страв ни е да побараш нова работа која што затоа што знаеш дека заслужуваш подобро. Страв ни е да научиме нешто ново, пошто не да Боже ако научиш нешто ново ќе се описмениш, пошто не да Боже ако се описмениш ќе отвориш очи. Така? И сега тој страв се наметна на нас како држава. Јас ова комотно можам да го кажам бидејќи имам побаја ги видено од светов, доволно за не според мене доволно уште имам, ама доволно за да ја направам разликата дека ние живееме во хроничен страв. И тој страв го оставаме во наследство на нашите деца. Така. Тоа е една генерацијска травма, пак ќе кажам, која што оди од баба на мајка, на ќерка, од дедон, од татко на син. И тоа се фрустрации кои што се лепат. Таткото си ги лепи на синот си ги лепи на својот син и така натаму и така натаму. И сега, знаеш како мислам, не можеш ти наједноставно, за да мислам дека ќе ме сватите, ама еве за наједноставно, не можеш ти од татко кој што е скромен човек, кој што никогаш во животов не се расфрлал со БМВ клучеви на маса, да добиеш таков син. Нема. Ќе добиеш скромен син кој што ќе го бара истото што го има неговиот татко. Можеби ќе има една скала амбиција погре, тој нели идеалното и правилното. Можеби татко ако не завршил факултет, детето ќе заврши 1 или 2, така, за да не биде вака, за да биде подобро. Ама нема да се расфрла со клучевите од БМВ на маса. Значи тоа е од дома. Кој што сака нека каже тоа е од дома. Што гледаш од дома, тоа носиш надвор. Се служам. И тоа е сериозен проблем во ова општество. И второ, значи прво родителите, второ медиумите. Вчера гледав утринова гледав еден многу добар подкаст, каде што еден доктор вели генетиката е таа што ќе ја предодреди иднината на општеството. Но тоа не значи дека не може да се прекине. Ако ја имаш свеста, ако ја развиеш свеста, а свеста ќе ја развиеш преку примање на информации. Ако примиш информации, ќе го објаснам ова малку подобро, можеби ќе биде подолго, ама многу е важно, бар мене ми изигра огромна улога. Ако ти денеска, медиумите, цел ден денеска, еве ќе споменам последниот трагичен настан, и цел ден денеска ти читаш за трагичниот настан кој што се случил. Во сите медиуми, во сите можни форми, со се видео, со се. Ти си, значи ова е веќе научно докажано, во поголема состојба на стрес отколку семејството на кое што му се случила трагедијата. Доколку ти денеска читаш кои би биле позитивните работи кои што би се поучиле од таа ситуација, од таа случка, па медиумите би изнеле, окей, се случило што се случи, меѓутоа имаме решенија, вакви. Ова и ова треба да се направи. Ти немаш стрес. Да, веќе го гледаш позитивното. Така. И сега, сето тоа, ние генерации назад, нас медиумите не трујат со што не чини. Да, тоа е црна хроника цело време, сензацијата, значи од оние таблоиди, точно. Еве ќе тргнам од себе, ќе се препознае сега и новинарот, Пепел се направивме.
Ја правам ревија, не баш оваа е некоја друга. Феноменално, се супер. Наслов во весници Ивана Кнез ги покажа градите. Кешки да ги покажев, па и баш и требаше да ги покажам, си викам па бар да се дигне. Знаеш, Да, си викам да. што правиш бе? Викам лајкови бркаш. Да. Дали си ти нормален? Да, Викам, ова не е идејата, викам. Ама ти знаеш како е ова е естрада, ма до кога ќе се вадите бе на тоа луѓе дека ова е естрада, па вие ја формирате естрадата. Вие од нас правите тоа што сме или не сме. И сега, јас сум многу свесна, јас сум една од првите кои што излезе јавно си способлече, таму ме сликаа полугола, мислам, апсолутно никогаш не сум имала проблем со тоа. Да. Пак ќе кажам, пре своја глава сум, дури премногу, не се фалам сега, значи, да се разбереме, критика е. Но, ве молам, вие бидете тие, еве, ти си медиум, вие сте медиуми, ве молам, вие бидете тие кои што ќе ни дадете потребна доза на позитивни информации, да не речам, Така. фокусирајте се на решавање на проблемите, а не на тоа да ги потенцираме проблемите. И се додека е тоа така, нашиот народ и нашите мајки, нашите татковци ќе бидат хронично депресивни и анксиозни и тоа ќе го префрлат на своите деца. И со со целата таа црна хроника која што владее, децата заборавија да имаат амбиција. Што е Мене ми тажно. многу жал. Што е тажно? Значи, еве, ја отворивме таа тема, еве, за анксиозност, за тие стравови, за менталното здравје општо. Ајде малку да позборуваме за тоа како и колку општеството делува на тоа ние да имаме здрави, ментално здрави млади луѓе, колку пак од една страна си јавна личност, е потешко на јавните личности да бидат ментално стабилни и здрави со оглед на притисокот и со оглед на тоа дека се секогаш под лупа, секогаш подложни на осуда. Значи, како што веќе кажа, кога ќе го гледаат подкастов, веројатно ќе најдат X моменти кај што Да, ќе имаат што да кажат, Точно, нели? точно. Нема да се сложат или не е важно. Секогаш, нели, Ама тоа е јавните- здраво. Тоа е, да. Тоа е здраво. Така е, меѓутоа колку имаат сила сите да се изборат со тој притисок. Во принцип, менталното здравје значи добра основа, она што го зборувавме од дома. Ако ти имаш добра основа, ако ти тие пораки кои што родителите ти ги испратиле уште од мал, те изградиле како една личност која што ќе стои цврсто на нозете и ќе ги поднесе сите тие удари кои што општеството пред се ќе ги даде, па потоа и блиските, па потоа и јавноста, тогаш немаме проблем. Меѓутоа, колку во денешно време имаме такви здрави основи за децата да не бидат ментално силни и здрави личности кои што нема да имаат проблем као што има секое второ со анксиозност, со панични напади и така натаму и така натаму. Колку е големен за жал бројот на самоубиства? Свесна си така? Да. Сите сме свесни. Да. Колку е тој број зголемен кај помлада генерација, така. Ајде вака. Си Не имала ли можам- некогаш лично проблем со менталното здравје? Си имала проблем некојаш Јас со 5 години анксиозност? одам на психолог, веќе. 5 година ми е. Сега веќе не треба да одам, ама јас одам. Така. Што тоа ми е ментална хигиена. Апсолутно е. Исто како што одиш во теретана за да бидеш здрав, јас сметам дека треба да одиш на психолог, Треба. за да едноставно види има некои работи, не некој него, поголемиот дел од работите нема да ти ги решат другарките со советот. Апсолутно. Дури напротив, Ќе ти полошо направат полошо, па затоа што така е. нивната Не добра се намера е да. Чи одиш на психолог Да. и си кажеш денеска слушај, не ми се јави овој волов денес, што да правам? Така. Не ми е добро. Не ми е добро, се тресам Да. од внатре. Да. Другарките ти рече блокирај го ма. Не те заслужува. Одма, нели? Не е тоа. Значи не треба да си бидеме еден на друг психолог, него треба да ги поделиме тие работи. Тоа е едно, а второ, на почетокот страшно проаѓав преку сите тие коментари. Бидејќи бев и многу млада, јас многу мала, од 23-4 години веќе влегов во оган, да речеме. Млада, не мала, млада. А сега ќе ти кажам дека тоа и работев на терапија последниве години, не врзано со јавните коментари, едноставно пресензибилна сум и пресензитивна, бидејќи сум сепак и уметник. И емоциите, баш заради тоа што сум растана така како што сум растана, емоциите ми се до плафон. И многу често знам да си сватам и лично и да си врзам нешто за срце и ми требаше многу работа на тоа да сватам дека коментарот типот на небањата бип, каде матисот ето важиве ќе ги учи жените не е мое. Тука е нечие огледало. Јас сум огледалото на тој што куца. За ти сега ќе се пронајдете и драго ми е што ќе се пронајдете и можеби ќе се навредите, не е идејата да се навредите, но тоа ако се навредите, така и треба да биде. Колку треба да си ти ментално оштетен
да седнеш на телефон или на тастатура, на комплетно непозната личност, ти напишеш толкав реферат, полн со навреди, не критики, навреди, мали рамена, небањата, нефенирана, гадна, гнасна, што се немам прочитано за мене. Колку ти треба да си оштетен, за да го направиш тоа? Кој е нивото на траума, фрустрација, гнев, агресија, кое што ти го криеш како личност, за да го направиш тоа? Сега, јас сметам дека многу малку во Македонија, да не речам и воопшто не се зборува за ментално здравје, тоа е едно. Второ, ние проблемите се уште за жал ги решаваме на гатачки и на бајачки. И сега тоа ќе речат некои луѓе, да, по селата, не, и во градовите. И со хороскоп, и со тарот карти, и со така слични некои работи. Ма тоа е страшно ниво на свест. Па даде, заради тоа децата ни се комплетно неуки. Тоа е страшно. Апсолутно. И заради тоа децата ни немаат поголема амбиција од тоа да отворат TikTok. Дали се уште е срамота да се отиде на психолог? Дали се уште е срамота? Еве ќе читаш коментари од испод. Да. Значи верувам ми се уште е, затоа што е неуко, затоа што пак ќе кажам, медиумите си го направија своето. Затоа што години, 30 години наназад нас не трудат со две партии, со сите бип поврзани со тие две партии, со колку сме сиромашни, со колку сме убиени. Само тоа читам и само тоа гледам и само тоа слушам. Не убивте, упоим. Значи едноставно потребно ми е денеска да станам и да видам дека макар и да е едно уличе, улицата таа и таа во кисела вода денеска ја направија. Значи како и да е, небитно се. Мислам дека се разбираме. Абсолютно. Потребно ми е да дознавам, што не дознавам. Луѓе не имаме европски првенци во кикбокс или светски, како и да. Светски мислам дека сега. Светски првенци во надпревари за математика. Имавме сега скоро на Facebook прочитав некој девојче освоила награда прво место на светско ниво за танц, за оние латино танци, не знам. Кај се бе тие информации? Толку сте гладни и жедни за читаност, па све правите на оваква. Па сами си се убиваме, сами си се закупуваме. Така. Колку реви имам направено, колку бавин имам направено. Во Дубај бев представник на Македонија на единствениот сајм за еко-луксузна мода. Ја и Ферари бевме. Мислиш дека направи некои известување за тоа? Не. Еве сега ти го кажам и сега го дознаваш. Значи, едноставно, потребата за лошо ќе ти донесе лошо. Така. И самите ние, кога тргаш да ја јас не гледам телевизија веќе 10 години. Нешто у последно време почнам да го отварам и се предомислив и го фрлив. Значи не ми треба тоа. Ние сме тие што бираме која е информацијата што ќе примиш денеска. Ако ти се бајлево станеш, го отвориш ова ѓубре и прво нешто што направиш, отвориш фатиш сеир на TikTok, Instagram, Facebook. Според мене, ова не е научно докажано, ама јас можам да го потпишам сега, па докажувајте го понатаму, ти умираат мозочните клетки. Да. Значи, ја гарантирам дека ти умираат мозочните клетки. Ти не се развиваш како личност. Не мораш ништо да правиш, да не бидам сватена погрешно. Не мора да бидеш од оние сега станав па ќе медитирам, па ќе вежбам, па животот ќе го зграбчам и бла бла бла. Не. Биди едноставен. Значи, стани, кафето во мир, сите ние живееме во апсолутен немир во моментов. Колку и да се трудат да го представат поинаку по социјални медиуми, лага е. Сите сме ние со некаков немир во моментов, поготово во Македонија. Значи, живееме во многу тешко, можам да кажам, време. Но, ајде да не го емфазираме. Ајде да свртиме лист. Ајде да се сите ние знаеме и сме свесни што е добро за нас. До толку имаме свест, знаеш што те прави среќен. Ако те прави среќен ова, тогаш немам што да ти кажам. Ама не може да си бидејќи константно си депресивен и анксиозен, тоа што ти го напомена. Тоа во моментов општеството ни е угушено, глобален, апсолутно глобален. Да, луѓе почнаа да се освестуваат, земаат телефони од деца, забрануваат тиктоци, чуда врагови, VPN се сече, значи веќе почнуваат луѓе во светов да се освестуваат, се осврнуваме кон се враќаме на градини дома, градини назад, градини на балкон, се враќаме на нега на внимание и љубов кон животни, значи се повеќе и повеќе се дава значи. Тоа е добро, ама така и треба да биде. Така и треба да биде. Така треба да биде. Најосновното нешто во сите религии, од будизмот е, тоа на кое што ќе му се посветиш, тоа ќе расте. Така е. Ако се посветиш на мир и на љубов, ќе имаш мир и љубов. Нема да биде утре. Нема да биде задутре. Потребно е време. Дете расте временски.
кај нас се сака да биде инстант. Не може. Не може. Така е. За се е потребно време. Така да, колку повеќе се свртуваме кон сабите нас, ете, тоа е моje некое, во моментов моја лична мисија. Копам, кај што можеби не знам и дали треба да се копам, а јас копам натре, за да видам што се сите грешки во чипот што се имаат случајно, зашто сакам да ги поправам. Сакам да бидам подобар човек. Сакам да бидам понасмеана, сакам да бидам посрекна, сакам да му викам добро утро на комшијата, сакам да не го пцувам тој што ќе ме размине со кола, сакам да не вријам кога стојам у банка, а има ред. А сето тоа ние го правиме и тоа го прави нашиот ден лош. Ама кога секој би работел така на себе, тогаш ќе имаме резултат. А како поединци, Сериозен. добро. Види, јас сум јавна личност. Така е, прв чекор е да направиш добро за себе. Значи, види, јавна личност сум. Јавна личност и пример, да. Да, Тоа моje е одличен јас да бидам пример, примерот. Да, Значи, тоа е јас имам одличен. млади девојчиња кои што ме пратат. Да. Не ги признавам оние со бундичките и со клучевите од автомобилот на тато, не. Дај да те видам ти заработи го. Дај да те видам ти купи си ја бундата, не да ти ја купат. Дај да видиш која е тежината на тие 2000 евра или колку и да се. Така. Знаеш, тежината на заработката за младиве е непозната, а ние бевме сепак тие така растевме, мислам, јас знам дека волонтирав на едно 100 филма пред да почнам да работам. Мислам, знаеш, вариш кафиња ко луд, масираш продуценти во екипа. Мислам, Бог да чува, тоа што све немам пројдено. Добро, тоа е тој И тоа пат. беше тоа. Па тоа е тоа тој пат беше што ти патот. треба, така е. Ти за сега да ти сватиш доаѓа дека дете не и ти ти вика паѓа ништо од небо. Точно. Треба заработиш. Сега ти доаѓа дете и ти вика вчера земало диплома, јас од денеска сум најстручен на цел свет. Не бе срце, знаеш колку сол имаш да изедеш. Да. Сам Да. едноставно. Да. Годините си го прават своето, искуството си го прави своето, а несвеста кај народов, кај нашиве луѓе си го направи своето. И заради тоа мислам дека сме заглавени таму кај што сме заглавени. Се нешто не ни чини се. Добро, вакви поединци како тебе ќе го мрднат. Ајде. Ќе направат Ајде. чекор. Првиот чекор ќе тргнат. Девојчиња прво, не се мажете за пари, тоа ви ужас, тоа ви излажаа мамите од дома. Второ, завршете си факултет за себе. Не за да ја мафташ дипломата по дома. Значи, нити па пред општеството. И трето, мој најдобро намерен совет, најди си работа што тука ќе те грее. Така. Значи, немој да работиш за пари, работи за тебе. И парите ќе дојдат сами. Ќе дојдат, тоа е сигурно. Знаеш како, еве, последна тема нека не биде твојата преломна, пресвртна точка, како и да ја наречеме. Знаеме сите, од прилика приказната дека се мачеше со вишок од килограми, кога реши да се смениш, како успеа да се смениш, однад, веројатно сите Поголемиот дел поголемиот дел знаат, меѓутоа, оние кои што можеби прв пат ќе чујат, ќе си им инспирација. Значи, ајде за таа промена, воедно да зборуваме за тоа дека ти во еден не знам дали имаш изјавено или ти имам читано или ти имам слушнато негде дека велиш дека ти најдобро ги носиш своите модели. Значи, колку е важно кога ќе дојде клиент, ти да изгледаш најдобро што можеш, нели, за да можеш полесно да му го представиш она што го продаваш. А кај тебе тоа е дизајн на облека. Нема да ме сакаш ти ако дојдеш кај мене и ако ме видиш во патики и во фармерки. Па нели? Нема да ме сакаш, не знам. И нема да ме убедиш дека нема да те убедам и нема да ме сакаш ако нема да ме сакаш. Сега не знам, ајде, ова е маш со две оштрици, ама ајде ќе го кажам на глас. Нема да ти бидам јас тебе, знам дека не бев. Знаеш како ние жените сме малце склони кон осуда. И малку сме склони кон као зајадливост и завидливост и тоа не си не мачи од праисторија до ден денес, затоа мажи не најадат на таа тема и вакви се шајка, нели? Мислам дека оној момент на кога ќе видиш пред тебе средена, ќе тргнам од себе, значи нема да зборувам генерално. Кога ќе видам пред себе средена, пастрена жена, со нормална килажа, значи не зборуваме сега филери, ботокси, не одиме у таа екстрема, него зборувам за нормална спастрена жена. Ме купува. Нели? Ме купува. Јас сум имала пар ситуации како некој селјак најголем на цел свет на жени на улица да ги заснем да и рече леле колку си убава, знаеш мислам. Пријска бевме на пауза со уредничката, седевме и помина една жена и двете бевме Уау, каква жена. Значи убава средена жена, така, нели? Само средена, мене тоа ми е моментот на. Не мора ни висока штикла, не мора, значи рамна чева може да е панталона, може да е едноставно
зрачи спакувано, така Така е, некако. Сега, не можеме сите да бидеме такви, нели? Ама можеме да сакаме да бидеме такви. И сега, ако јас, знаеш, во мојот живот е баш и како јавна личност, и како малце не се еден сад ти кажав. Малце. И како јавна личност и како се што имам натрпано од искуство животно позади мене, јас по сите правила и прописи требаше да бидам сега негде у некој ендек запалена, нешто така, некоја екстрема на таков живот имав, будал, со се. Јас одлучив да победам. Одлучив да оставам се што е можен порок. Одлучив да милион пати имам почнато од нула. Милион пати и работата. Значи немојте да мислите јас не сум бизнис кој што го држи на тато парите или на швалерот парите. Не, се е мое. Кога сум доле, јас сум доле. Кога успевам, јас успевам. Ама за тоа во поинаков правец ми оди животов. И сето тоа, ако јас им го сервирам, им го сервирав. Знаеш, имаше периоди кај што се гледаше тоа на мене. И само во еден момент си реков, чекај бе, застани малку. Чекај бе, застани, си одбрала некој начин на живот. Свесно или несвесно, си сакала или не си сакала, се случило тоа што се случило тука си кај што си. Така. Ајде искористи го тоа што тука си да ти биде најдобро на цел свет. Сега, што е тоа што тебе ти пречи во моментов? Прво, имаш 100 кила. Не можеш да се дотераш. Не можеш да се дотераш, не може не да ме... може, Не па можеш, да. човече. Криса, мислам, сега ова го зборувам од лично искуство. Да. Се надевам нема, ми замерат, да ми замерат, тоа е. Толкава бе, сега, мислам, не, ја и голема сум, 1,78 м, знаеш, и сега со 100 кила не е вкусно едноставно, секој партал на тебе, мислам, знаеш, и немаш ни волја, немаш ни желба, не сакаш, едноставно не сакаш да се дотераш. И тоа оди се во некоја димензија на не е тоа. И кога беше? Што беше? Кој беше моментот? Здравствен тик беше. Не беше естетика кај мене, бидејќи ги носев тие 100 килограми, колку и да јас не ги сакав, сепак ги носев. Дури имало моменти кога што не ни познавале дека имам 98 кила, не ги гледаат дека се 98, просто знаев да ги износам. Да. И тоа беше грешката кај мене, меѓутоа тоа што јас знаев да го носам, си ме чинеше висок крвен притисок, споени притисоци, клиничка смрт, значи се тоа си го залепив. До таму. До се што можеше да ми се случи поврзано со тоа и плюс откако направив кат, еве ви, знаеш како, ако си паметен, ќе учиш на туѓа грешка. Ја учам на својот цел живот, значи не сум паметен. Откако направив пресек и реков стоп, доктор Јошко Покоја ми помогна многу во тоа. И реков, окей, ајде, јас мојата транзиција започнав со пост, верски пост. Добро. Одлучив 3 месеци да постам. Од нигде никаде, не беше ни Великден, ни ништо. Значи, одлучив 3 месеци да постам, ама пост, без алкохол, без пост, сериозен пост. Браво. И после 3 месеци се направив чашка пиво и си викам, не ми се свига. Па направив пауза 2 години од алкохол. Па после му се вратив пак на алкохол. Од цигари оставив одамна, пред 14 години. Па после пак му се вратив на алкохол. И сега кога се враќаш, кога си повратник на, ова го знаат сите зависници, кога си повратник на твојата зависност, уште поагресивна е конзумацијата и уште попретерана. Па јас си станав еден многу в пијаница кај што нонстоп си пиев. Кад сам баш онака конзумирав алкохол на едноставно не треба да конзумираш. Да. Сега ако ме прашаш не треба воопшто. Ама и оној моментот на една чашка што ќе ти е? Што ќе ти е? Да, ништо, не ти брка работа. Да, Паш, само ти нема зашто. гаси клетки од тебе. Да. И те бутува депресија. И тоа е исто така многу важно. Никој не го говори тоа. Хемиските процеси кои што се случуваат во организмот за време на алкохолот и пост алкохолот. Исто да важи и за другата, меѓутоа за алкохолот не се говори бидејќи е дозволен, нели си дозволено е да пиеме, ние не го сматраме тоа за зависност. Исто тоа важи и за шеќерот, како зависност. Зашто уште се борам со таа зависност со сладко. Се активираат некои тригери во организмот, некои хормони, некои свашта нешто кои што втор пат кога се враќаш, во моја ситуација со алкохолот, втор пат кога му се вратив, последиците беа 10 пати покатастрофални од првиот пат. Затоа што прво старееш, значи тоа е нешто што нашето општество не сака да го прифати, на 45 години ти не можеш да дремеш у кафана од Сабале од 12 до 12 и следниот ден да станеш и ти као нешто и да си функционален. Си функционален. Не си, брате, не. се распаќаш, отечен си, зглобовите ти се потечени, прстите ти се потечени, никаков си пропаднат си, не си убав, едноставно. Ама вториот пат кога ќе направиш кат нема назад. Вториот пат кога ќе пресечеш,
а јас вториот пат пресеков ради една моја драга најсакана личност на цел свет, еве го поздравувам сега, ќе слуша 100%. Кога видов, еве го оној моментот што вака не започна муабетот, кога во негови очи видов колку сум никаква, кога сум под дејство на алкохол. А претходно не дека не ми се има случајно, имам многу мои мили ми имаат кажано, не претерувај бе, знаеш, мислам. Ама не ме тангирало, пак ќе кажам своја глава говедо. И сега кога видов во негови очи колку боли, колку сум никаква едноставно кога сум под дејство на алкохол, и си реков Ивана, доста застани, готово, толку е крај. Сега можам да ви кажам дека 10 милиони да ми ги ставиш на маса за да испијам една глотка вино, нема да ги испијам. Не ми се верува дека два моменти издвојувам сега у подкастот во кој што ти правиш сериозна промена кај себе заради друг. Да, Тоа е точно. супер несебично и тоа е браво. Го правиш заради тоа што Ама љубов е тоа. Да, Тоа е да, чиста љубов. Чиста љубов. Значи ти кога Моментот беше со мајка ти, Да, дека да, си ја апсолутно, расплакала, и моментот е апсолутно. со овој човек Да, кој што да, си го разочарала Да. повторно. Него го разочаруваш и заради и во тоа негови правиш очи промена. јас видов колку Браво. сум мала и си реков чекај маца, ќе ги го губиш, ќе Да. го изгубиш ако продолжиш. Да. Не сакам да го изгубам. Значи и тоа е свеста на која што треба да се работи. Но и тоа е љубовта на која што пошто се на страна, мене мајка ми и татко ми ме научија што е љубов. Без условна љубов. Јас го немав оној момент на ќе ти купам за да добијам. Не. Не, гушкањето било затоа што сум паднала, сум се удрила дојбе срце, ќе те гушне, ќе те избацува на местото кај што си падна. Тоа се лепи, за дете се лепи. Ова ѓубре не. Со ова им го зимаме детството и убавото на сите околу нас. Да. Значи истото важи и денес. Не сакам да седам во ресторан и да гледам на телефон. Никако. Значи не те сакам. Да. Значи едноставно, кога ќе го направам ова, значи дека те сакам и дека те почитувам. Едноставно тоа е. Ние дојдовме во време кај што не можеме да се бориме веќе. Ова превзема. Меѓутоа можеме да научиме да живееме така што нема да ни биде примат. И нема да ни биде на прво место. Јас сум за секогаш, иако сум луда по вештачка интелигенција, многу ја сакам, ја проучувам години назад, магистерската ми беше на таа тема, значи се супер. Секогаш го ставам човекот на прво место. Човекот па животните. Значи тоа е за мене основниот принцип за здрав живот. Прво ќе те ставам тебе како човек, ќе ти се насмеам денеска, кој да си, каков и да си, од каде и да си, ќе ти се насмеам. Ако не ти се насмеам, ако сум го ведел, пошто јас сум имала денеска тежок ден, 3 пати ќе ти се извинам после тоа. Затоа што, ама тоа е работа, тоа е многу долг процес на работа на себе. Знаеш, онако, се трудам да не си ги носам проблемите дома, се трудам, не ми успева. Значи, не ми успева секогаш. Меѓутоа, си ги имам оној момент ке се штипнеш вака ќе си речеш чекај, зашто он да трпи што ти си како ѓубре, зашто мајка ти да те гледа овената, зашто детето да те гледа овената. Чекај, застани. На крајот на денот остави го проблемот позади вратата во која што ќе влезеш. Кога ќе влезеш ваму, кога ќе влезеш во тој дом, ти си задолжен да твојот дом биде светиња. И ти си задолжен за мирот, спокојот и љубовта во твојот дом. И кога ќе го направиш тоа како мајка и како татко, верувај ми, тоа е основата, тоа е системот на општеството. Кога ќе почнеме од таму, образование, здравство, хоштаплериве што не мафтаат години назад ќе паднат во вода. Бидејќи ние ќе бидеме здрави единки, кои што се љубопитни, кои што се гладни за ново, кои што сакаат да истражуваат, кои што не се плашат да сгрешат, кои што не се плашат да признаат дека ќе сгрешат, кои што едноставно сакаат и живеат во љубов. Јас не сакам тебе да те разочарам. Јас не сакам ти да се нервираш што јас ако задоцнам, нели? Договорени сме во толку часот, ако задоцнам не те почитувам. Така е. Значи да тргнеме од основен бонтон, од малите работи. Океј, ќе се опцуваме во сообраќај. Добро, ајде. Стресно е стварно, знам. Ама основни начела за живот ги заборавивме, ги маргинализиравме, ги бутнавме вака под килим. И се тоа си носи некои последици од типот на децата ни се гојазни, мајките ни се гојазни, жените ни се гојазни, бракови се распаѓаат ради тоа, мажи бараат помлади, никој не е среќен со ништо, никој не е само во еден магичен круг се вртиме. И тоа е цело. Никој не разговара, сите пикаме под килим, пошто мајка ти ја памтиш дека пикала под килим, пикаш и ти. Прекини го циклусот. Соочи се. Кажи, не ми е убаво. Да, ќе добиеш од другата страна фидбек и можеби нема да се допадне тој фидбек. Износи го. Оди кроз оган.
Ама кога ќе излезеш од другата страна, ти си веќе нов човек. И тоа ми е тоа кое што мене како, јас бев многу стишана, знаеш, многу се стишав, на 5 години молчев. Меѓутоа одлучив да сега на некој начин се вратам, затоа што 5 години работев на себе и видов каде грешам. Не ми се верува, сежам си, ако ќе плачам следен пат ќе те барам. И се уште грешам, се уште правам, сите грешиме. Сите. Ама сакам да грешам прво што е можно помалку, второ сакам кога ќе сгрешам да си ја поправам грешката и трето сакам да се носам со сите последици на моите одлуки. Значи, ако јас сум тетовирана од глава до пети, тоа била моја одлука во тој даден момент и сега ќе се носам со тие татуажи. Јас се носам со тие татуажи, ги обожавам. И убавици. Тоа биле во мојот, во тој даден момент. Тоа си ти. Биле точно. И во тој даден момент биле мојот лек. Значи, знаеш, го имам ова еднаш кажано, пак ќе го кажам. Кога те боли душата, потребно ти е друга врста на болка за да неутрализира оваа, бидејќи според мене ова е најсилната болка. Јас ја најдов својата болка во тетоважите. Секогаш кога ме болеше душа, се шкртав. И знаеш, за жал многу често ме има болена душа. Се гледа. Меѓутоа, од сето тоа излегов поголема за себе и пред себе. И сега, кога доаѓаш во еден момент каде што си имал живот како што го имав јас мојот, шлагнат будал волшебен според мене, со сите глупости што ми се случија, доаѓаш во еден момент кај што си викаш најважното на светот, што е? Да се вратиме на мама, на тато, на бато, на дада, на пријателот, на комшијата, на роднината. На сите ближни. На сите ближни, бидејќи онаа глупост дека сме родени сами и си одиме сами, тоа е најтешката глупост што има излезено јавно и медиумски. Е едноставно една огромна глупост. Ние не сме сами, ние сме створени да функционираме во заедница. Нашите гени се такви, значи ние сме од праисторија во заедници, ловци собирачи во заедници. Како такви, мислам дека знаеш еве ви еден апел до сите помлади, па и постарите, ако Јоле, мајка ми вика теле се учи, не вол, ама јас го имам побиено тоа. Еве јас сум пример. Копито што постари години му дојде памет. Искористете ја младоста за да создавате пријатели. Кои што значи никогаш не сме тој процес да застане. Секогаш и нови пријатели се прекрасни пријатели. Меѓутоа искористете ја младоста и детството за да си создадете една вака јадро на пријатели. Тие се семејството понатаму во животот. Мајката и таткото во еден момент дали не напуштаат, за жал. Да. Останувате со пријателите и тие се семејството со кое што ќе продолжите во животот. Така да пак ќе кажам, учете на туѓи грешки, направете си јадро на љубов, кое што понатаму кога ќе ви биде најтешко на цел свет, ете тоа. Јас имам и други примери. И браточетка ми е еден од тие примери кои што заради неа комплетно имам променето кодекс на однесување, затоа што не се повреди во еден даден момент. Реков, јас не сакам да ги повредувам луѓето кои што ги сакам. Значи, тоа е едно нешто кое што треба да биде основно, не го повредува ближниот. Значи, кога ќе се водиме од тоа, верувајте, магично ќе ни се смени цел свет. И се што е отровно, капиталистички, проамериканско, прозападно, кое што проба толку многу да пробие на овој простор во последниве 15-20 години, ќе падне во вода со испливување на индивидуи. Кога секој од нас ќе се посвети на себе грижа, на индивидуалност, на себе развој, значи колку повеќе ние учиме, знаеме се, едуцираме, толку повеќе го убиваме системот. Само така може да ги паднеме. Сите овие што не нервираат. Само со знаење, со глад, со жед за и љубопитност за информации кои што се вистински. Нели денешно време е малце тоа пипав. И добрина, kindness, љубов. Емпатија. Значи не зборуваме сега за да му дадеш 10 денари на просекот. Не, луѓе. Емпатија е кога ќе му се насмееш на комшијата. Некогаш му е поважно да му направиш муабет, да му се насмееш отколку да му ги дадеш тие да. Точно. Тоа тврдам. Значи љубов меѓу луѓе. Само така, само единствено така. Значи во оној момент кога наместо да се фокусираш на тоа да ми напишеш толкав коментар
за што не чини кај мене. Биди свесен дека кога го правиш тоа, си го пишуваш што не чини кај тебе. Апсолутно. Значи, Апсолутно. Тоа е не едноставно научно е докажано, не морам да се, значи не сум јас. Да. Јавните личности се огледалото на општеството. Сите оние коментари полни со гнев и со омраза се само едно огледало на тоа што се случува во нашето и во другите општества околу нас. За среќа имаме и вакви јавни личности. Стопи. Ивана, значи... Кажав малку е. Ама јас би не знам уште колку би тирале. Затоа ти реков следен пат кога ќе кенкам и кога ќе ми е мука, ќе ти се јавам, ќе си седнеме, ќе ме оправиш. Не можам да ти кажам колку сум среќна дека те избрав за прва соговорничка. И колку со многу голема љубов и кејф и мера ќе го изгледам. Прва подкастот. Да, и ќе го преслушам и знаеш колку најубави работи на цел свет ти посакувам. Да останеш да бидеш репрезентнат што е тоа да се биде вистинска жена со став и со таква харизма каква што секоја една од другава страна би посакала кога те гледа. Со жени како тебе многу ќе ми биде лесно да биде тоа така. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ќе се гледаме за убави работи се надевам. Поздрав. Вам ви благодарам како и секогаш за вниманието. Го следевте првиот подкаст. Да се дружиме и следниот пат. Бидете добри.